Sigurisht tragjedite një pas njëshme kanë edhe pasojat e tyre sidomos në aspektin e shëndetit mendor dhe për të biseduar për këtë me mua në studio sot është drejtoresha e klinikës së psikiatrisë Slavica Arsova. Директорке, ви благодарам многу за ова интервју во Алсат телевизија. Ви благодарам на поканата. Колективна траума после ова трагедија, дали може така да се опише, имајќи предвид дека има многу сериозни последици во менталното здравје на луѓето? Баш така, точно го кажавте, е колективна траума, заради тоа што станува збор за сериозен губиток на голем број на луѓе, односно на млади луѓе, наеднаш, на насилен начин. Природно се очекува да младите луѓе да бидат живи, да бидат здрави, и доколку станува збор за вакво нешто како што сега нашто не се случи на толку мал простор во толку кратко време, односно за толку кратко време, да се изгубат толку млади животи, тоа е правиот збор дека станува збор за колективна траума, која што има сериозни импликации врз менталното здравје и на настраданите луѓе таму, значи на нивните родители, на нивните семејства, на нивните соседи, на нивните сограѓани, но и на сите граѓани во целата држава. Се кажува јавно дека на родителите, на роднините, на жртвите ќе им се пружи поддршка, меѓутоа за каква поддршка тие имаат потреба во овој период, имајќи предвид дека до сега овие денови може би биле придружани со повеќе луѓе, но ќе останат сами во наредните денови. Така. Потребно е да се каже дека не е потребно наметнување на психијатриско-психолошка помош, да кажеме интервенција и поддршка. Доволно е да се знае дека постојат луѓе кои што можат тоа да го направат и доволно е да се знае да се охрабрат луѓето доколку имаат потреба да побараат помош. Зошто го велам ова? Бидејќи станува збор за еден процес на тагување, кој што е процес и кој што трае долго, кој што трае со денови, со месеци, понекогаш и со години, и потребно е да им се овозможи на тие луѓе да истагуваат, односно да поминат низ тој процес. Секако, тоа што сме должни да кажеме е дека не ги оставаме сами. Секогаш е најстрашно кога нешто ви се случува, кога се случува и ваква трагедија колективна, да се знае дека постојат луѓе кои што може да помогнат. Тоа се психијатрите и клиничките психолози кои што се распоредени секаде низ цела држава, вклучувајќи и зајакнување на психијатриско-психолошката служба во самото место, во Кочани, исто така и во Штип. Дали како општество сме доволно свесни кога треба да бараме помош во овие случаи? Дали тие семејства ќе знаат кога треба да барат помош? Не можам да кажам глобално, како глобална оценка, дали сите луѓе во Македонија се свесни дека потребно е да барат помош и дали им е потребна баш и секогаш, заради тоа што еден дел од луѓето ќе го поминат овој процес, да кажеме овој травматичен процес, со помош на семејствата, со помош на соседите, со помош на пријателите, и велиме со една обична психосоцијална поддршка, која што најчесто е многу лечебна и не се потребни некои поинтензивни психијатриски или психолошки насочени интервенции. Но доколку се потребни и доколку не знаат, потребно е постојано да ги информираме дека им стоиме на располагање. Не само клиниката, туку и сите клинички и други општи болници. Имаме одлична соработка со општата болница во Кочани, со сите колеги таму кои што работат и тие постојано работат, ние сме во постојана координација. Доволно е тоа да се каже, да се знае патот по кој што треба да се движат, дека луѓето доколку имаат потреба за помош, да ја побараат, а не да се ние ја наметнуваме како интензивно некое лекување, бидејќи станува збор за травматски процес, кој што не е болест, туку едноставно е процес кој што ги крши одбранбените снаги на луѓето, особено тие кои што се најмногу погодени, тоа се семејствата кои што изгубиле собствен член, оние семејства кои што актуелно имаат членови од семејствата кои што се лекуваат во земјава и во странство, и тие поминуваат низ своја, да речеме, травматска ситуација, на нив интензивно им е потребно, односно секако им е потребна помош, психолошка пред се, како поддршка, како насоки, како да се справуваат и сега, но и понатаму во текот на идниот, да речеме, процес на закрепнување, кој што ќе трае многу долго. Какви терапии се потребни во овие случаи, како вие постапувате како професионалец и колку време траат од прилика тие терапии? Не може да се каже точно така, затоа што зависи од индивидуалните снаги на личноста, зависи од тоа дали станува за лица под ризик. Секако дека лица под ризик се родителите
и членовите на потесното семејство кои што изгубиле во даденава трагедија близок член од семејството. Секако дека се тоа малолетните, односно лица кои што се млади и малолетни, адолесцентите и помалите деца, жени, самохрани родители, повозрастни лица, тие се ризични групи на граѓани кои што се под поголем ризик да во дадениот период развијат некакви психолошки потешкоти. Исто така како ризични, да кажеме, за развој на евентуално комплицирано поминување низ овој травматски процес се и оние кои што се здобиле со повреди, кои што биле во тек на тој немил настан и кои што сега се на процес на лекување од телесните повреди. Но кога ќе поминат тие телесни повреди, тогаш можно е да настапат кај некој од нив, не кај сите, психолошки потешкоти во склоп, да речеме, на некоја посттравматска стресна состојба. Како општество, обично колку сме подготвени пред време да се справаме со овие трагедии во личен план, можеби некогаш? Како да ви кажам, за вакво нешто не може да кажеме дека било кое општество е спремно. Нас во тек на последниве неколку години ни се случија неколку слични, неидентични се разбира, ова е најголем трагичен настан кој што ни се случил и не може да се каже дека мислам дека ни едно и најразвиено европско или америчко општество не е спремно да веднаш се соочи и да толку многу брзо реагира и да се справува со сите потешкоти кои што настануваат секојдневно. Се менува состојбата. Се менува и нашата состојба, се менува и состојбата и на самите пациенти, да кажеме, кои што актуелно се лекуваат и на нивните семејства. Колку сме спремни, мислам дека сме спремни. Зборувам сега од наш аспект, од психијатриско-психолошката служба, дека имаме доволен број на професионалци кои што добро си ја работат работата и кои што солидно се справуваат со предизвиците кои што не чекаат и сега не пресретнуваат, но и допрва ќе не чекаат во идниот период. Спомнавте малку порано, меѓутоа дали има доволно кадри и во Кочани и во Штип, од каде беа поголемиот број на жртви? Да, морам да кажам дека не по секоја цена сите треба да одат на психијатар, сите треба да одат на клинички психолог. Потребно е мобилизација или активирање на оние психолошко-педагошки служби кои што се во самите училишта и во предучилишните установи. Односно да ги зајакнеме здравите снаги на луѓето, еве кога станува збор за младите, доволно би било да нивниот класен раководител или психологот или педагогот, сите се они педагози, не се само професори, мислам, не се само наставници, доволно е да им овозможат на децата да зборуваат за нивните чувства, без некое наметнување на некоја тераписка интервенција. Истото може да го прават и матичните доктори, односно семејните доктори, и да дават кратки скали и веќе се пратени во протокол кратки прашалници за постојање на евентуален ризик, доколку се процени дека постои кај некој поголем ризик, тогаш веќе се упатува на психијатар или на психолог. Во Кочани има 4 психијатри и има психолози, и има психолози и педагози кои што се вработени во училишните установи, кои што активно може да се вклучат токму во превенција на евентуално влошување на нивното ментално здравје, затоа што нема да влошат сите, нема сите да развијат психички потешкоти. Освен семејствата и најблиските, и ние сме биле дел од тоа колективна траума, ако можам да кажам така, и ние новинарите што информиравме цело време, медицинските лица, вие, исто така, но и други луѓе кои помага во тој настан. Какви се препораките за нас кои секој ден се сочуваме со вакви ситуации во овој период на оваа трагедија? Вите, тоа е исто многу значајно прашање, бидејќи во сите кризни ситуации новинарите, здравствените работници, полицајците и пожарникарите се група на луѓе од страна на професионален, кои што се под поголем професионален ризик. И токму и тоа не се случува, да се јават одредени потешкоти кај полицајците кои што работеле таа вечер и кај пожарникарите, очекувано заради тоа што тоа било страшно, односно е страшно секако. И тука влегуваат и новинарите кои што се постојано изложени на тој травматски настан и тоа е ми работата, да кажем, односно тоа ви е работата и потребно е да известуваме на тој начин. Ја растрашуваме јавноста, односно ги растрашуваме луѓето, им праќаме пораки дека не се сами во целата оваа болна ситуација и доколку добиваат значајни информации и постојано ги добиваат точните информации, се враќа до вербата. Заради тоа што во вакви ситуации кај цело население се јава чувство на страв, на несигурност и на небезбедност. Но доколку, и тоа одлично го правите сите медиуми, известувате постојано за сите промени, значајни промени, тогаш можеби
би се повратил, односно постои шанса да се врати довербата, да се врати чувството на сигурност и на безбедност наместо спротивното. Во целата процедура. Во целата. Транспарентност. Ви благодарам многу што бевте дел од ова интервју во Алса телевизија. Ви благодарам на вас. Се надевам ќе се гледаме на подобри настани во следните интервјуа. И јас исто. Фала ви.